Облак од прашина, гигантски дробилки и страшни татнежи кои како да извираат од подземја. Нагоре цел рид со јаловина, а надолу прекрасна река, Тополка, побелена од вар, без жив свет во неа. Ваква морбидна гледка не пречека во велешкото предградие Превалец. Тука на 50 метри од куќите, дробилките на фабриката за вар на фирмата Технопавер чиниш толку го ископале ридот, што тој ќе се урне и ќе ги поклопи. А нагоре мислиш дека големата машина им влегува под темелите на куќите и тие ќе се урнат како кула од карти. И дрвјата, и керамидите и колите се побелени од вар и прашина, а почвата да прочепкаш тешко дека едно црвче ќе најдеш во неа. Велешани никогаш официјално не дознале колку ги труе фабриката за вар во Превалец. Жителите, иако реагирале, досега ретко имало слух од надлежните институции. Некогаш ке констатираат загадување на реката Тополка, од што целиот жив свет во неа изумрел, пак ја затворат фабриката, но таа си продолжува да работи. Екологистите се најгласни. Тие повеќе пати предупредуваат дека фабриката нема никакви филтри, а водата со која се мијат варовитите карпи се испушта директно во реката Тополка, без да помене низ колектори за прочистување. Велат дека сега во кругот на фабриката, на 50 метри од самите куќи, изградиле и фабрика за бетон, која е бучна и загадува. Тврдат дека кога минираат, не ги почитуваат прописите експлозивот да не надминува повеќе од 400-500 килограми, туку тие користат 1500 до 2000 килограми. Поради тоа детонациите се чувствуваат и во самиот центар на градот. Повеќе куќи од Превалец, а и од градот, се со напукнати ѕидови од детонациите, а бавчите се запуштени, оти се затрупани со јаловина. Додека татнежите одекнуваат од сите страни, жителите помалку исплашени, тешко се решаваат да зборуваат за маката што ги мачи со години. Водата чиста кал, тиња, како да речем, што и реката загадува и целата околина. Фабриката работи, не знам во кој век живееме, на ќумур. Поготово навечер, не се диши надвор. Мириса тотално на ќумур. До сега не е реагирано, ја пред изборите спомнав и на градоначалникот сегашен му кажав дека со тоа имаме голем проблем. Он рече, не сум запознат, ќе видиме, ќе се трудиме тоа да го решиме. И сега, они сега тврдат дека фабриката е постара од населбата, а населбата се луѓето криви што се доселиле. Ги прашавме дали загадувањето влие на нивното здравје. Ни рекоа дека едно дете е болно од леукемија, 2 жени имаат канцер, едната се иселила во Германија, а живеела во куќата што е најблиску до фабриката. Но не знаат со сигурност дали тоа е од загадувањето или од нешто друго. Се плашат да зборуваат, зашто голем дел од жителите се вработени токму во фабриката и не дозволуваат проблемот да се чуе надалеку. Го слушнавме джагорот на децата што шетаат по улицата. Ни раскажаа дека се тресе кога минираат. Им било страв, но сега веќе се навикнале. Тажни се дека покрај облакот од прашина со кој живеат, бела и водата на реката Тополка, каде што често се играат. И додека жителите во страв се обидуваат да ни шепнат за проблемите, нашата екипа е будно следена од лица вработени во фабриката. Се обидуваат да испровоцираат инциденти. Имавме наредби да не стоиме на улицата пред нивните порти, дури се обидуваат да ни забранат да сликаме од верски објект.